Градинките ги отворија вратите за децата на основните и средните училишта останаа празни. По 2,5 недели штрајкот за најмалите е ставен во мирување и сите деца од претшколска возраст се згрижени соодветно. Во училиштата пак ништо не е променето. Наставници има, но клупите и натаму се празни. Од СОНК обвинија за дополнителни притисоци врз директорите по одлуката за понудените 12% зголемување на платите. Директорите имаат налози од Министерството да постапуваат онака како што им наложува министерот, а тоа е да се организира наставата, што е обврска на еден директор да ја организира наставата, значи се бара и заменски наставници доколку има. Во спротивно, ако не дојдат учениците во училиште, не знам настава дали би се изведувала, дека ќе им бидат впишувани изостаноци кои што ќе бидат регистрирани како неоправдани. Дел од средношколците пак велат дека ги разбираат професорите, но сметаат дека до постигнување договор мора час поскоро да се дојде до решение за сиот товар да не падне врз гребот на децата. Ние сакаме да има настава, но истовремено сме свесни за тежината на наставничката професија. Затоа ги поддржуваме нашите наставници во барањето за достоинствени плати кои ќе бидат на ниво на нивниот труд и ангажман. По одлуката на СОНК да се продолжи штрајкот, министерот за образование Јетон Шакири ги повика наставниците да се вратат на работа и да држат настава. Министерот пак денеска не беше достапен за било каков коментар. Претходно првиот човек на СОНК Јаким Неделков рече дека членството не го прифатило предлогот за зголемување на платите за 12% и затоа во знак на револт ќе организираат масовен протест пред владата в среда на 4 мај, кога ќе има нова средба меѓу владата и СОНК, барем за сега нема никаква информација.